време и да ги поканиме и нашите гости, Бети, кои што морам да признам дека ги очекував секој од дома да се јави, но како што гледам, тие веќе се и двајцата на едно место, не знаеме каде се, а почитувани, како што и ветивме, наредниве минути ги ослободуваме или ги резервираме за нашите најавени гости, тоа се организаторите на протестите за заедничка Македонија, господата Богдан Илиевски, Бетмен Велик и Борис Дамовски, кои што ќе се потрудам во овие моменти да ги поканам во студиото. А доколку вие приметите дека нешто не е во ред, почитувани слушатели и Facebook пријатели, јавете веднаш за да можеме да го исправиме сето тоа. Се надевам дека нема да има проблем. Така, верувам во ред. Се гледаме и се слушаме. Добро ви утро, господине Илиевски, добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро и голем поздрав, еве, ние се организиравме малце попрактично вака наместо на две посебни локации, на едно место да сме заедно и поубаво да тече муабетот. Добро ви утро и од мене, господа. Секако добро утро. Добро утро, господин. Поздрав за сите слушатели и гледачи. Да одиме со ово што го имаме замислено да го спроведиме ова вечер со прашања. Изминаа повеќе од 4 години од настанот на 27 април. Правдата се уште не може да види светлината на денот. Како што времето одменуваше, вистината стануваше се подалеку. Ние и со двајцата вас ставате разговаравме за протестите во организација на Заедничка Македонија кои ги организиравте. Разговаравме и за обвиненијата и драконските мерки токму овде на Македонски корени. За почеток на денешниот разговор, ќе сакате ли да не подсетите на содржината на прогласот кој го дадовте на првиот ден од протестите? Еден од вас може тоа да ми го пренесе доколку сака? Па, да, без проблем. Во суштина, да, прогласот го соопштивме делимично и на пресконференцијата пред почетокот на протестите, кога бевме собрани сите иницијатори заедно, го прочитавме и првиот ден. И во суштина, еве, го имам тука и точниот текст за да не импровизирам, иако тие работи ние ги повторувавме многу пати во текот на протестите. Рековме дека ние граѓаните за заедничка Македонија, значи македонците, албанците, турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите други кои живеат во нашата татковина, нели како што е според уставот, побаравме од сите политички партии заедно со граѓаните да изготват платформа за заедничка Македонија тука во главниот град на Република Македонија, бидејќи нели протестиравме, започнавме со протести во Скопје и баравме отфрлање на платформите пишувани во туги држави, односно отфрлање на тиранската платформа актуелна во тој момент, промовирана од прилика месец и половина предходно во Тирана, во кабинетот на тогашниот и сегашен премиер на Албанија Еди Рама, кој што ги собра нели 5-6 лидери на политички партии од Македонија кои го представуваат веројатно поголем дел од албанското население во Македонија. Побаравме од партиите, сите политички партии, особено од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштаат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Побаравме и од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов да го почитува уставот, да не доделува мандат по истекувањето на рокот кој веќе е истечен во тој момент. И затоа што давањето на мандатот за платформа од туѓа држава ќе го направи соучесник во разнебитувањето на Република Македонија. Значи имавме неколку барања до политичките партии, до председателот на државата, едноставно да го елиминираат овој документ, платформа за политичко дејствување, која што не е автохтона македонска, создадена во Македонија, туку без никаков срам и задршка пред очи на цела јавност, беше промовирана во соседна држава. Без оглед дали е тоа Албанија, дали би била Грција, Бугарија, Србија, сметавме и секој разумен човек секогаш би сметал дека е недопустливо да се создаваат политички платформи во друга држава, па потоа да ги увезуваме ние и да ги земеме како некои
акт според кој што ќе си го регулираме ние животот тука во Македонија. Тоа е исто како сега ние некоја политичка платформа да создадеме во Македонија, па да бараме од премиерот на Австралија да ја промовира таму како некој модус на политичко делување кој што ќе ви го дефинира и ваш животот. Мислам, се работи за нонсенс, се работи за политиканство и се работи за во тој момент обид за окрупнување на интересот на не сите албанци, убеден сум, и нивно застапување на некои барања кои што не се најразумни, за нивна среќа, во наводници кажана, за наша несреќа, тие сите застанаа позади таа политичка платформа, а овдека во Македонија имаше разногласие помеѓу останатите политички партии, особено оние кои што го представуваат доминантното македонското население во Република Македонија, и епилогот веќе го знаеме. 2 недели потоа вие од заедничка... на првиот ден на одржување на протестите се однесуваше на начинот на кој ќе действуваме, природата на протестот, како и протокол за однесување на протестот, кој што беше почитуван сите 70 и кусур дена колку што протестиравме. Тоа беа едни од најмирните, најорганизираните и најчистите протести, затоа што молбата се однесуваше покрај тоа на неистакнување на националистички пароли, извикување на непристојни слогани, како и на одржување на чистотата на градот. Во тоа успеавме. 2 недели потоа вие од Заедничка Македонија објавивте и манифест на Заедничка Македонија. Подсетете ги слушателите и гледачите, но и нас овде на содржината од тој манифест. Било кој од Манифестот беше спреман некаде 1 месец по одржување или 2-3 недели. 2-3 недели. И страна и поле, меѓутоа мислам дека вреди да се повтори. Ќе ми дозволите. Да. Манифест на 4-тиот Илинден е насловот на манифестот. Ние, граѓаните на Република Македонија, од името на вечната правда и непремостливата вистина, согледувајќи ја опасноста од рушењето на државниот и на политичкиот поредок на нашата држава, од името на граѓанската иницијатива за Заедничка Македонија, го објавуваме овој манифест во вид на сведоштво за предмнежието со кое сме соочени и пред опасноста која ни се заканува да го поништи вековниот стремеж на нашите предци. Со таа цел, од името на вечната вистина, констатираме дека ако пред нешто повеќе од 1 век не ја добивме и не ја зедовме во своји раце можноста за создавање собствена држава, денес, во 2017 година, е евидентно дека македонското прашање и понатаму останува отворено. Соочени со мноштвото на надодворешни и внатрешни удари, кои не загрозија сите нас директно, како и нашите идни поколенија, поставувајќи не пред амбисот на самоуништувањето и на заборавот, го креваме нашиот глас од името на сите македонски граѓани за слободна, суверена, демократска и независна Република Македонија. Со овој манифест, со кој бараме од Севишниот, како и од сиот цивилизиран свет, да ја слушне нашата мака и нашиот вековен стремеж. Ние, граѓаните на Република Македонија, веруваме во правниот демократски поредок на нашата мила татковина и од тие причини изрично сме против грубото и неумесно мешање во внатрешните прашања на нашата држава од страната на нашите соседи, како и од меѓународните посредници. Секое нетранспарентно и неумесно прекршување на Виенската конвенција за дипломатски односи го сметаме за директно прекршување на меѓународното право и бараме од меѓународните наднационални институции, како и од сите наши стратешки партнери да го осудат ваквиот начин на действување. Од тие причини застануваме изрично против тиранската платформа од 7 јануари 2017 година, бидејќи сметаме дека со неа најдиректно се загрозува севкупниот национален интерес и општествено-политичкиот интегритет на нашата држава. Граѓаните на Република Македонија изодеа долг и тежок пат за да се здобијат и да ги зачуваат својата сувереност и својата независност. Од тие причини сметаме дека никогаш не треба да се плашиме од знаењето што не разликува од оние
што ја продадоа својата чиста македонска совест, ефтино на сметка на коските на нашите предци и на сметка на иднината на нашите поколенија. Од името на братската љубов и од името на повисоката цел, јавно декларираме дека им ги простуваме слабостите на сите оние што ја прифатија оваа игра и ги повикуваме сите до еден на сплотување во заедничкиот стремеж за очувување на унитарноста и на целовитоста на нашата држава, врз утврдениот принцип и врз темелите на современата македонска унитарност, кои ги изградивме со Охридскиот ранковен договор од 2001 година. Свесни сме дека вистината секогаш се прифаќа тешко и дека таа реалност важи како за поединците, така и за нациите. И од таа причина изјавуваме дека од името на Универзалната декларација за човековите права, како и врз основа на правото на самоопределување на народите, никој не треба да се плаши од вистината. Сметаме дека таа е една и единствена и искрено веруваме во императивот кој е сочинат од македонското небо, македонското сонце, македонскиот народ и од сите етнички заедници кои се родени и кои живеат во Македонија. Тие се важни и еднакви пред уставот и пред законите на нашата држава. И тие го збогатуваат и го надополнуваат равноправно мултиетничкиот колорит на Република Македонија. Уверени сме дека сите конфликти кои се случуваат во периодот од последната декада на минатиот век до денес, а кои ние ги нарекуваме етнички, се предизвикани всушност од геополитичките интереси на одредени центри на моќ и оттаму повикуваме на отфрлање на овие недобронамерни обиди кои ослабнуваат силата на нашето државно правно битие и на обединување во заедничката љубов и лојалност кон правниот и кон политичкиот систем на Република Македонија. Цениме дека оние кои сакаат да управуваат со нашата држава, треба прво да умеат да управуваат со самиот себе и од таа причина искрено ги повикуваме и нив да дојдат и да ни се приклучат кон нашата заедничка сел. До последниот здив веруваме во завештанието на великанот на македонската универзална реч Гане Тодоровски, кој најдобро од сите го искажа значењето на она што ние денес гордо го креваме, за што ние денес гордо го креваме својот глас. Ве повикуваме сите да го обскрбите и да го дешифрирате македонскиот код, кој е насликан во неговите бесмртни стихови. Нашинска од Гане Тодоровски. Да ни е да сме доста, колку да се разбистри небото над Бистрине, Корабине. Да ни е да сме доволно, колку да се довардиме покрај Вардарине и Струмине. Да ни е да сме мерата, колку да се прелееме од колено во колено, дока Истра и векот. Малцичка ли сме, ете па што, малцичка Божен, а веќе со векови, по стопати, по севезден, не пребројуваат. Но ние сме, како што сте, како што се, и покрај се, и покрај се. Колку сме, толку сме, токму сме. Да живее Република Македонија, да живеат сите македонски граѓани во унитарна Македонија. Март 2017 година. Одлично. Вашите барања, како што знаеме, не беа послушани, туку спротивно на тоа, оваа власт на Заев со користење на балкански методи го спроведе сето тоа што вие од Заедничка Македонија го предупредувавте. Најстрашно и најтажно се оние промени кои се однесуваат на промената на уставот и името, како и незаконскиот избор на претседател на собранието Талат Џафери, но и пеењето на туѓа химна во законодавниот дом, со кој чекор се прелеа и чашата кај протестантите од Заедничка Македонија и се случи тоа што се случи и зашто невини луѓе сега лежат и ден денешен во затворите во Македонија, осудени со драконски казни. 4 години потоа, македонците од светот го пронајдоа жарчето од Заедничка Македонија и на 25 април оваа година повторно го запаливме пламенот на надежта. Се одржа првиот мировен протест под мотото Демократија во Македонија и слобода за уставобранителите. Вие бевте на протестот кој се одржа на 25 април, иако многумина мисле дека нема да се појавите на тој мировен протест. Како го доживеавте тој мирен протест во организација на македонците од светот? Ова е прашање за двајцата од вас, но посакувам и двајцата поединачно да го слушнеме вашето видување, бидејќи се работи за две различни особи и различно го перцепцира сето тоа. Прво, да, не знам кој
очекувал да не се појавиме и зошто очекувал да не се појавиме. Тоа е, простете ми на вулгарност, ама глупаво да се помисли. Едноставно имаше затоа што сте биле забранети, па не сте смееле да излегувате, такви се шпекулации се донесли. Не, ама добро. Не, ние во сите овие 4 години, освен она цела година која ја минавме во притвор, во затвор и во домашен притвор, немавме други рестрикции и забрани. Забрани имавме во тој период кога во куќен притвор не смеевме да ги користиме средствата за комуникација но и во тој период дури наоѓавме начини преку некои изјави за медиуми, а потоа и цело време ние зборуваме гласно за оваа тема. Гласно и постојано. И вие на македонски корени зборувавме за тоа, нели? Да, но сакам да кажам дека ја користевме секоја можна прилика сите овие 3 кусур години, мислам по завршувањето на нашите притвори, за да зборуваме за не нашата вистина, но бидејќи ние ја знаеме нашата вистина, тоа е апсолутна вистина кога станува збор за нашиот агол на гледање на нештата. Не е тоа некое доживување преку медиуми или прераскажување од трети страни, ние просто знаеме што сме, кои сме, што сме правеле, а што не сме правеле. И каква неправда им се нанесе на нашите собраќа по судбина кои што се во моментов за жал се уште по затворите. Во однос на протестот од 25 април како го доживеавме, тоа беше едно преубаво оживување. Вие точно рековте, се пронајде жарчето на заедничка Македонија и повторно се распламти тој оган. Очигледно е дека таа енергија постоела, односно не се изгубила после оние немили настани, па по судскиот процес и пресудите. Енергијата не се изгубила, туку постоела во сите искрени и честни поддржувачи на работите кои што ние гласно ги говоревме, а за кои што сите застанавме и илјадници луѓе верува и се уште веруваат. И на 25 април дојде до едно убаво оживување на таа енергија и според мои проценки околу близу 30.000 луѓе во време на пандемија, на кои што им е буквално доста од секојдневните подбивања со здравиот разум, со здравата логика, а како именител на сето тоа е глупавата конструкција за терористичко загрозување на уставниот поредок на 27 април, што беше всушност и главната носечка тема, двигател на протестот и на сета таа енергија. Така да јас сум повторно ќе искажам својата огромна благодарност до сите кои што најдоа за сходно во овој период, во овој момент, бидејќи никогаш не е доцна. Ние чекавме буквално 4 години да дојде овој момент. Знаевме дека ќе дојде, не знаевме кога. Ете, за среќа дојде сега, а не за 4 години од денес, кога повторно ќе ги реотвориме овие прашања, кога од една дистанца временска и без премногу емоции во моментот ќе ги погледнеме сите нешта и ќе ги увидиме сите небулози и политички конструкти, бидејќи веќе крајната цел на политичкиот конструкт за жал ја видовме со оние гласања во собранието и така натака. Да не должам. Нашето дејствување продолжи дури во домашниот притвор. Ако се сеќавате, јас имав поголемо видео обраќање, повикување на бојкот на референдумот, со кој успеавме, така што ниедна репресивна мерка на оваа денешна хунта не спречи во искажувањето на нашите мислења. И со огромна радост и возобновена надеж се приклучивме и на овие протести. Ги поддржавме, ги промовиравме колку што можеме на социјалните медиуми. Во медиумите бевме присутни дури и вакво веднаш по завршување на мерката притвор. Така што сите тие сомнежи мислам дека се залудни конструкции. Така. Пред 17-тина 25 го доживеавме баш така, возобнување на духот на заедничка Македонија, мирни, достоинствени, масовни протести со една цел, ослободување на нашите браќа, неправедно осудени. Ние се повикуваме и на представката која дадовме
на 17 мај, мислам, 17 мај, Ќе говориме- 17 мај ќе говориме за тоа 2017 посебно. до Уставниот суд. Посебно. Да. Така. Пред Добро. околу 17 дена, поточно на 27 април, на одбележувањето на 4 годишнината од случувањата во собранието, вие изјавивте дека се приклучувате кон барањата за повторно отварање на судскиот процес и давање на шанса на сите оние кои се неправедно осудени да ја докажат нивната невиност. Прашање и до двајца да вас, господа. Ке се успее ли да се издействува нов судски процес за да се дознаат вистината или ќе мора да се чека пат на оваа власт на Зоран Заев на следните парламентарни избори или пак ќе мора преку масовни протести да се продолжи и да се издействува предвремени парламентарни избори? Видете, правни аргументи за реотворање на процесот постојат, но постои една правна пречка во моментов. Просто луѓето се уште немаат добиено пресудата од апелациониот суд во пишана форма, после што ќе можат да ги вложат, да ги поднесат тие вонредни правни лекови, така наречени, до Врховниот суд. Еден од основи за повторување, за реотварање на еден судски процес, односно за повторување на еден судски процес, е доколку обвинителството на одбраната, на адвокатите, нашите адвокати, не им ги доставила сите докази со кои што располага, односно не доставила некои докази, бидејќи обвинителството има законска обврска, ја представува државата, да, и затоа има обврска покрај доказите кои што не се во полза на луѓето кои што ги обвинува, да ги евидентира и да ги презентира и доказите кои што се во полза на луѓето кои што ги обвинува. Тоа не беше случајно. Значи, за многу докази одбраната не ги доби. Тоа е само еден основ за реотворање на процесот. Додека сме тука, бори се до мене. Не знам дали во минатиот пат ви го спомнав, тоа сум го зборувал многу пати, ќе го кажам сега многу кратко. Во обвинителниот акт, во обвинението, во делот за нас двајца, моето действие е една реченица од целиот говор, игнорирајќи ги сите други нешта што јас сум ги кажал подосна во текот на говорот, дури и по изборот на Талат Џафери, ние повикуваме да има избори, на граѓаните да се однесуваат мирно и достоинствено. Тоа обвинителството го игнорира. Но по-фрапантно, скандалозно и најдобар показател за политичката директива, која што очигледно била присутна некаде низ обвинителството и запишана во обвинителниот акт, е делот со кој што Борис се товари. Исто имаме една реченица, во која што Борис вика, ги повикува сите граѓани, кои што се во можност во што поголем број да се собереме пред собранието, па Борис вели, мора да ги послушаат нашите барања, мора да излезат на избори, и ја продолжува понатака реченицата. Во обвинителниот акт, овој дел, мора да ги послушаат нашите барања, мора да излезат на избори, го нема. 3 точки се ставени. Среде реченица. Значи, ајде, мене ми зеле една реченица, другите рекле, не ги чувме. Океј, може да не ги чуле. Иако знаеме дека не е така. Но неговата реченица мора да ја слушнале. И делот каде што Борис повикува на избори, има 3 точки. 3 точки, бидејќи, ќе се согласите дека би било лудо, налудничаво, да го обвините за рушење на уставен поредок, а човекот вели мора да има избори. Тоа е еден од подобрите показатели, вака поопипливи, за политичкиот конструкт позади овие обвиненија. Да се вратам на реотварање на процесот. Постои уште една можност. Нови докази се вика. Периодов имавме прилика дури да слушнеме и некои аудио снимки, во кои што некој односно од обвинетите, тој е дежурен сведок, кој што го знаеме сите, Дел од провокаторската група. Да, дел од провокаторската група, точно, зборува околу оние негови различни верзии на настаните. Што им кажал во обвинителството, па веројатно барале од него некоја друга верзија, па дали друга верзија, трета, 4 верзии имаме на тие настани, да не оптоварувам јавноста, верувам дека ги следи македонските медиуми. Значи, постојат правни основи за реотворање на случајот, некои од нив не зависат од Зоран Заев, но зависат од брзината на пишувачите на пресудата во апелациониот суд, кои што неколку месеци веќе не успеале да
да ја срочат, да ја напишат. Тоа е она што ги блокира нештата во моментов. И дали треба да се прави притисок? Да, треба да се, не да се прави притисок врз правосудството, но гласно да се искажува притисокот кој што секој од нас го осеќа во себе, притисокот да се дознае вистината или барем што поголем дел од нејзе. И треба гласно да го кажуваме тоа, затоа што можеби колку сме погласни, почесто погласни и помасовно се го кажуваме нашиот глас, можеби побрзо ќе дојде таа пресуда, па луѓето ќе можат побрзо да си истераат правдата. Така да во моментов мислам дека топката е кај судиите кои што треба да напишат пресудата. Тоа им е работа, за тоа земаат плата и нема оправдание со месеци тоа да не се случува. Но за да ги мотивираме да го прават тоа, добро е што повторно има најава за нов протест на 29 мај и наше е да се бориме, а нивно е, како да ви кажам, денешниот период е доказ дека и 2, 3, 4 години може да пројдат, но вистината пак ќе си го најде својот пат до површината. Така да џабе одолговлекуваат. Поради неисполнување на барањата од македонскиот мирен протест кој се одржа на 25 април, македонците во светот, вие исто така напомнавте пред неколку секунди, и македонците од татковината и македонските заедници и организации од Европа, Канада, САД и Австралија, единствени обединети на 29 мај оваа година, сабота во Скопје повторпат ќе организираат семакедонски мирен протест под слоганот Правда за уставобранителите, слобода за Македонија. На овој протест едно од барањата е обновување на постапките со нови докази и сведоци, но и испраќање на пораката дека протестите ќе продолжат се до конечно остварување на целта. Нема сега да ве прашувам јас дали ќе го поддржите овој протест со вашето физичко присуство, затоа што тоа веќе вие го потврдивте на 25 април, но моето прашање го насочам кон следново. Дали сте размислувате или би размислиле да се приклучите кон мировните протести на македонците од светот, не само со логистичка поддршка, туку и со повикување од името за заедничка Македонија, на масовни протест и да се приклучите и како организатори заедно со македонците од светот, се разбира, доколку ви се обратат од Организациониот одбор на македонците од светот. Ние на организаторите и ми ја пруживме нашата волја, барем во оној советнички дел, да ги поддржиме и во организацијата, секако, на протестите. Затоа што има голема разлика во начинот на кој спроведуваат протести. Ако нас тоа ни успеваше 70 и кусур дена, па и дури после 27 април, мислам дека го имаме искуството, а не само од 2017, туку и од 2008, кога организиравме еден од најголемите протести за очувување на името на площадот Пела. И секоја помош која ќе биде побарана од нас, ќе биде дадена. Меѓутоа, сакам да се навратам само на правната разврска можна, која што ние ја започнавме пред крај на протестите, последните 2-3 недели инсистиравме на правен пристап кон проблемот во кој се најде Република Македонија, а тоа беше идејата масовно да ја тужиме државата за неспособност за одржување на својот уставен поредок. Уставниот поредок беше скршен, здробен со изборот на Талат Џафери во собранието. За тој избор не постои ден денеска записник. На 17 мај дадовме представка до Уставниот суд. Таа представка веќе 4 години е во нечија фиока. И колку што имаме информации, таа фиока е од пријателски настроени суди, меѓутоа тоа не можам да го потврдам. Имаме само информација. Она што американците би рекле ground zero на оваа ситуација се наоѓа на 27 април 2017 година при изборот на Талат Џафери, нелегалниот избор на Талат Џафери
за председател на собранието. Има уште дузина прекршување на уставот понатака во владењето на оваа хунта, чија што разврска најверојатно би се очекувала со воспоставување на сериозен правен систем, а не од Сваровски да преоѓаме во Луи Вутон судство, кога судиите и целата правна фела ќе се фати на вистина за законот и за уставот. И тоа е нашата последна надеж, владењето на правото. Нашите протести беа базирани на владењето на правото, на почитување на правото, на почитување на сувереноста на Република на Македонија, на немешање на надворешните сили во нашите внатрешни работи и уште многу други работи кои да не доведат до ова дереже. Ние, резултат на сите наши предупредувања беше тешка репресија, масовни апсења. Ние бевме показна вежба за тоа што може да се случи на македонецот ако крене глава и ако го искаже својот став и ако ја брани, ако го брани уставниот поредок на републиката. И тоа влијаеше на еден период на мртвило кое се создаде во стравот од оваа хунта, во оваа репресивна држава која е создадена врз основа на неправедни судења, корумпирано судство, исполитизирано до крајност. Така што очекуваме правна разврска, а протестите само ќе помогнат да се крене гласот и да се увиди потребата од тој начин на действување. Господине Илиевски, вие како еден од обвинетите за 27 април упативте јавна покана за дебата до шефицата на Хелсинскиот комитет за човекови права, господја Уранија Пировска. Дали причината за вашата реакција беше само нејзината изјава дека не гледала причина за повторување на судскиот процес или има и друга причина и дали ја прифати вашата фрлена ракавица? Повод да, причина не. Причините се така по-колоритни, пошарени, бидејќи за жал директорката на Хелсинскиот комитет Уранија Пировска е само еден глас на група на луѓе во Македонија кои што се промовираат како демократи, а би ги опишал најдобро стихот на Григор Преличев: лицем светци, срцем вълци. Јас не знам за такви демократи кои што не сакаат дебата, не знам за такви демократи кои што се бунат на можноста на до откривање на правдата, односно ја затвораат можноста дека постои друга правда и вистина освен онаа нивната. Каде е коренот сега на таквите ставови на господја или господица Пировска, не сум информиран? Тие неколку дена по 27 април објавија еден документ, зборувам тие, мислам на Хелсинскиот комитет, во кој што седнале и сега размислувале какви се кривични дела биле направени на 27 април. И има тие во својот документ поделено, нас не имаа поделено на 4 групи организатори, мислејќи на нас, мене, Борис, Игор Дурловски, верувам, мислеле и на Теон Джинго, тоа беше еден историчар кој што едно време беше со нас, и на покојната Елена Мисиркова. Потоа на, не знам, извршители, на полиција и на пратеници. Односно, она што подоцна се најде во обвинението, подпишано од Вилма Русковска, не знам од кого е пишувано, бидејќи имаме причини за сомнеш дали сама го пишувала или со помош или па само го подпишала. Фактички тие праве еден судски процес преку медиумски линч. И наведоа едно 30 кривични дела кои што според нив биле направени на тој ден, па наведуваа кој е одговорен за нив и колкава е затворската казна за тие дела. Сега, пред во изминатиот период имаше уште една изјава Уранија Пировска дека била штетна изјавата на претседателот на државата Стево Пендаровски во однос на
правните квалификации на делото и така натака, и дека тоа било мешање во судството. Значи, за нејзе не е мешање во судството, кога таа и нејзините соработници ќе прават јавно судење, ќе си измислуваат кривични дела, ќе посочуваат кој е за тоа одговорен и ќе кажуваат колкави затворски казни треба да има. Тоа не е мешање во судството. Мешање во судството било ако некој каже дека видете може би бидејќи Стево Пендаровски е таков, со 100 ракавици ги менува секој ден зависно од потребата на и проценката и на неговиот PR тим и на, верувам, неговата таква административно популистичка душа. Или начинот на кој он сака да владее стоката. Точно, како што го цитира Борис Него, нели, околу кој народ е стока, кој народ е добар народ. Но Стево Пендаровски го знаеме. И следно Уранија Пировски посметало тоа што дури еден Стево дал изјава која што не е со таква жестокост или со наративот кој што таа го промовирала си од овој период. Јас просто и понудив да застанеме карши тет-а-тет и да дискутираме. Таа нека го брани својот став, таа нека продолжи да тврди дека сме ние терористи, не знам, дека сме Ал-Каеда, ИСИС или не знам што. Ама треба да го докаже. Ама треба барем да се обиде да го докаже, да ја убеди јавноста, бидејќи лесно е кога си ти затскриен позади соопштенија, позади ставови на твојата организација или кога ќе ти се јави новинар, случајно или неслучајно, па ти ќе си кажеш што имаш да кажеш, подхранувајќи го наративот по медиумите, кој што во тој период имаше за цел, нели, да ја сузбива енергијата обновена на 25 април, повели, реков, и зборувај директно со еден од оние луѓе кои што ти ги сатанизираш. Јас немам проблем да зборувам со Уранија Пировска. Немам проблем. Бидејќи таа има конкретно дела пишани, вербални, поврзани со нас. И би било згодно, верувам дека ќе се согласи секој демократичен човек, овие нешта да ги каже контра луѓето кои што ги обвинува. И да ги слушне нашите аргументи, да ја остави отворена можноста дека може би постои некоја вистина која што е различна од нејзината, некоја верзија која што е различна од нејзината, и да дискутираме, па јавноста сама нека процени и одлучи чии аргументи повеќе тежат. Меѓутоа, за жал очекувано, иако навистина се потрудив, Канал 5 прифати да организира дебата. Имам информација дека и новинарите и од уредништвото ја барале, не одговарала на телефон, веројатно знаејќи зошто ја бараат, оваа дебата не се случи. И тоа не ја менува суштината на нештата. Просто луѓето виделе уште еднаш која е Уранија Пировска и сличните на нејзе, како тие делуваат, кога сакаат да зборуваат, кога не им одговара баш да зборуваат. Повторно, процесите не зависат од нив. И вистината повторно ќе излезе на површина по друг начин. Ако дебата имаше минатата недела, повеќе луѓе ќе имаа порано прилика да гледаат таков еден дуел, но таков дуел е неизбежен, не меѓу мене и Уранија, меѓу било кој што го искусил и го знае политичкиот конструкт преку судскиот процес и сите негови последици, и еден од оние кој што нели им било комотно без многу да ја активираат сивата мозочна маса, па да лепат етикети, дури омраза, можам да кажам, да шират не само меѓу македонскиот народ, туку меѓу и сите граѓани во Република Македонија. Инаку, ова не е прв пат во овој период да има одбивање од условно речено другата страна да дискутира на оваа тема. Точно на 27 чинам или 26 април ми се јави еден новинар од една од телевизиите во кој што примарен фокус на интерес им се прашањата на албанците во Македонија. Неколку телевизии се такви, нема да именувам за која се работи. И ми се јави новинар да ме покани да гостувам во дебатна емисија, при што ми рече се уште не знам кој ќе биде од другата страна, кој од СДСМ ќе биде од другата страна. Јас му кажав кој сака нека биде, никаков проблем немам. Кои да пратат, јас ќе дебатирам, ќе зборувам на оваа тема. Неколку часа подоцна изговорот на СДСМ било: ама ние сакаме да пратиме пратеник, а Богдан не е пратеник,
Јас му кажав немам проблем ни со пратеник, ни со министер, ни со не знам некој од нивната служба за хигиена во партијата, ако има кој што би сакал и ја знае темата да дебатира, да дебатираме. На крај не одговорија на поканата, па нормално од тоа друштво во таа дебата јас бев исклучениот, бидејќи не одговарав на високите стандарди кои што ги постави владеачката партија, па тие преби сакале да имаат диалог на глуви, односно ете меѓусеб вака. Можеби Урания Пировска ако сакала да зборува, ќе уживале во тој разговор. Само да дадам еден предлог, можна интересна дебата би било меѓу Нинџа и Урания Пировска. Да, одлична идеја. Господине Дамовски, како ќе прокоментирате изјавата на Пендаровски околу повторувањето на судскиот процес? Дали неговата изјава е искрена или пак наменска во пресед на вториот мандат за избор на следните претседателски избори? Знаејќи го Стево Пендаровски, апсолутно е калкулирана. Гледаме дека тоа е фати бран, да речеме, патриотскиот вокабулар во левицата. Заев зборува за црвени линии, Пендаровски зборува за правда и сето тоа се представува како легалист. На некој начин го презема речникот од последните денови на нашите протести, кога се боревме за легално решавање на овој процес. Така што имаше неколку статуси на Facebook, не верувајм и на данајците и кога дарови ти носат. Така, ја како закоравен десничар, ниту на еден левичар не би му поверувал за било кое прашање околу националните интереси. Така. Прашање за двајцата, но со поединечен одговор ако е можно. Како ќе го прокоментирате патриотизмот кај Зоран Заев, кога го вади од джеб само по потреба? Овде алудирам на неговата изјава дека не ни треба Европска Унија ако останеме обезличени. Цитира фрази од едно киго. Кутроста на неговите напори е залудна. Пред се, тој човек, како што вие во англиското говорно подрачје велите, flip-flopping all the time, ги менува своите изјави и ставови според политичката атмосфера. Мислам дека е залудно да се зборува за неговите напори. Исто за било кој од оваа негова воспоставена структура на владење, каде што еден ден зборуваат за, не знам, за корупција, а друг ден отпуштаат високи функционери во МВР кои што се на патот да ја фатат корупцијата, а таа корупција е нивна. Така да не си играме со умот и да му веруваме на овој човек, тоа е како да ви кажам, залудност. Мислам дека како што врват месеците и годините, не мислам, него гледам, евидентирам според расположението и на социјални мрежи, и во емисии, и во оние контактни емисии кои што се јавуваат гледачи, и во разговор со луѓе, дека се повеќе луѓе кои што му поверувале на Заев во 2016 година ја губат довербата во него. Иако и во 16 година имало доволно аргументи да не му се поклони довербата на тој човек, сепак, окей, ете, човечки е, луѓе кои што сакале просто подобро да живеат. Имаше една песна од големиот македонец Тоше Проевски, излажиме уште еднаш. И веројатно сакале макар и убава лага да слушнат луѓето во тој период, не насетувајќи што се може да се случи. За жал, предупредувавме на тие работи и во 16-та, и во 15-та, и во 17-та, и во 18-та година, и мене не ме плени воопшто, напротив, жал ми е што сме биле во право. Зборувам и јас, и Борис, и низа други луѓе, и политички представници, и функционери, и обични граѓани, и активисти.
Еве еден пластичен пример ќе ви дадам. Кога го потпишуваа договорот со Бугарија на 1 август 2017 година и пред потпишувањето на договорот, месеци предходно, кога се создаваше тој амбиент, гласно говоревме дека потпишување на договор во кој што има историски комисии кои што треба да одлучуваат за некакви ревидирање на историјата во суштина, ставена во документ, потпишан со земја кој што има право на вето за Европската унија, ќе донесе вето или ќе донесе ревидирана историја. Тогаш не нарекуваа бранители на режимот, бранители на криминалот на Груевски, на ВМРО, ДПМНЕ и сите оние стандардни етикети со кои што се расфрлаа. Денеска гледаме дека не е така. Денеска имаме изјави од Заев, што ќе ни е по цена на идентитетот, кои што се изјави кои што тој би ги критикувал пред неколку години, би ги нарекол дека се штетни за државата, мора да одиме напред. И мислам, ја знаеме таа риторика. Од човек кој што е ставил раката на срце и рекол дека додека дише нема да го промени уставното име на Република Македонија, потоа го променил и не убедувал сите дека тоа е некое големо, грандиозно дело. Човек кој што лажел дека сме добиле датум во кампања пред референдумот за да иницира поголема излезност на референдумот. Човек кој што ако ти каже добар ден треба да провериш да не е темница и веројатно е ноќ во моментот кога ќе ти го каже тоа. Да, од една страна навистина е веќе и бесполезно да се зборува за тоа, но од друга страна па и не е лошо да подсетуваме за оние малку кои што останаа. Бидејќи јас верувам дека има некои закоравени луѓе со перде на очите кои што сакаат да му веруваат, но не е затоа што тие сакаат во него да откријат дека сепак се крие некој длабоко во него дека има некој добар човек, но многу е длабоко и многу добро е скриен. Туку не сакаат да си признаат дека погрешиле и затоа бараат, затоа се борат за довербата во Заев, бидејќи не ќе да признаат дека погрешиле. А човечки е да се признае дека некој погрешил, за да не им се повторуваат такви грешки во иднина. Ново откриениот, ново компонираниот турбофолк патриотизам на Зоран Заев е еден огромен меур од сапуница кој што експлодира веднаш од кога ќе ги каже зборовите и тие се распрскуваат низ воздухот, бидејќи нема плодна почва веќе за такво нешто, зборувам за неговите поддржувачи. Затоа што идентитетот го промени со Преспанскиот договор. И тогаш тој направи 2 Македонии потпише, тој и Никола Димитров. 2 Македонии. Сега мојата ќерка има баба од Егејска Македонија по страната на жена ми. Мојата ќерка сега полага право на хеленската култура и историја, јас не, како нејзин татко, бидејќи јас сум од зад Карпатите, нели, според Преспанскиот договор. Ќерка ми има античка македонска крв во себе, а јас имам од таму од зад Карпатите. Идентитетот се промени со Преспанскиот договор. Она со Бугарскиот договор е само завршување на процесот. Глоговиот колец во срцето на Македонија, кој што има за цел да го дообјасни Преспанскиот, бидејќи и грчкиот и бугарскиот договор се правени паралелно. Дури и Заев самиот во еден момент се пофали како Бојко Борисов се борел за Преспанскиот договор, преговарал за Македонија како за своја земја. Вака ти гледаш, слушаш, не се верува. И едноставно епилогот го гледаме денес. Со Преспанскиот ги поделија двете Македонии, а со бугарскиот треба оваа нашата Македонија уствари да стане бугарска творевина, односно измишлјотина на Тито врз основ на некакви бугарски корени. Идентитетот е променет. Не може Зоран Заев да го брани идентитетот кој што го промени. Ке мора да побрзаме, времето не трпи, имам уште малку прашања да завршиме. Ке ми простите. Ако Зоран Заев сиот свој политички живот го посветил во интеграцијата кон ЕУ, НАТО и така натаму, ако е спремен да се откаже поради идентитетот, јазикот и други моменти кои сега му паѓаат на памет, дали нуди алтернатива? Тој човек има, како да ви кажам, еднофазна визија. Нема алтернатива за ЕУ. Што ќе ни каже? Што ќе правиме? Ќе правиме Балканска федерација?
ќе се приклучуваме кон Евроазискиот сојуз, ќе се приклучуваме кон БРИКС. Така што сметам дека на секој здраворазумен човек кој барем малку ги следи меѓународните прилики во светот денеска, му станува јасно дека станува збор за еден авантурист, еден случаен производ на туги желби и идеи. Бизнисмен во срж, кој што во бизнисот и идентитетот, и јазикот, и македонскиот народ му се само еден жетон на коцкарската маса. Тој е коцкар, политички коцкар кој што е на заот на својата политичка кариера. Ке мора да побрзиме, затоа што времето многу имаме уште мало, ако може за 5-6 минути 2-3 прашања да се Повелете. Но сакаме да проговориме малку и за другите кои се осудени со законски казни од 7 до 18 години. За нив им било ветувано дека членот 313 според кој сега се осудени ќе падне, но сепак ќе се одговара секој поединачно за делото кое го сторил, например за учество во толпа или за наследство. Дали може да ни кажете, дали знаете од кого им беше ветувано и зошто тие кои тоа го ветија не го исполнија? Накратко. Да, знаеме од кого им беше ветувано. Им беше ветувано од луѓето кои што најдиректно учествува во, односно беа предмет на обработка, можам да кажам. Веројатно беа и крајните таргети во создавањето на делото терористичко загрозување на уставен поредок со такви високи драконски казни. Просто промената на името на државата ви говори кои беа тие луѓе. Да бидам искрен, јас мислам дека и тие луѓе кои што тоа го ветуваа, искрено веруваа дека ќе дојде до преквалификација, односно беа излажани од главниот лажован во Република Македонија, но од друга страна тоа не значи дека ако преговарале, разговарале во тој период дека немаат своја одговорност, затоа што не успеале да се изборат за сите, како што ветуваа дека тоа ќе го сторат. Инаку буквално до последниот ден имаше кулуарски ветувања дека до последниот ден, до изрекување на пресуда, дека ќе има некаква си преквалификација, односно нормализација на судскиот процес, надвор од оние лудори со тероризмот, и дека навистина ќе се постават квалификации кои што ќе се соодветни на извршените кривични дела кои што неспорно ги имало. Околу барањето за повторување на судскиот процес за настаните од 27 април, на едно од последните снимки која претходно спомнавте, кои излегува во јавноста, се слуша наводно гласот на Александар Василевски Нинџа, главниот сведок. Не, наводно негов е гласот, јас ви потврдувам. Кај што вели радикални структури предводени од управата за безбедност и контраразузнавање и Сашо Мјалков се одговорни за настаните од 27 април. Дали ова значи дека Русковска знаела дека луѓето кои сега лежат во затвор не се виновни и дека Василевски се испазарил за неговата затворска казна со Русковска и Кацарска? И дали ова е доволен аргумент за повторување на судскиот процес? Јас вака ќе ви кажам, ево, ако дозволиш Борис кратко. Човек кој што дал 4 различни верзии на еден настан, јас би земал со резерва се што ќе каже во иднина, односно се што кажал претходно. Значи јас не знам колкав дел од вистината во кој негов исказ има и сметам дека не може да земеме еден исказ дека е апсолутна вистина, втор дека е апсолутна лага и така. Просто се работи веројатно за човек кој што наменски согласно моментумот ги модулирал своите искази. Така да, ако се бориме за правда и за вистина, не може ние да тврдиме нешто врз основ на зборови на човек кој што има 4 различни верзии на овој настан, но токму тие 4 различни верзии и драматичните разлики во нив се доволна причина за да се реотвори процесот, а тој човек да биде елиминиран од листата на
на сведоци, како сведок на кој што не може да му се верува. Патем во нашиот случај тој не беше ни сведок, беше обвинет. Значи ја немаше ни она тежина на статус на сведок, не се заколни како што е нели редовна процедура. Ако си сведок доаѓаш се колнеш за својата чест и така натака, а бидејќи судот не бара од обвинет да се колне, претпоставувајќи дека обвинетиот си ги брани своите лични интереси и за судот, дури за судот е разумно да се смета дека обвинетиот во судски процес на записник ќе кажува нештата што него најмногу ќе му одговараат. Значи тој не беше ни сведок. Така да во реотворен процес тој човек не смее да биде сведок, а неговите досегашни верзии, ги спомнуваме бидејќи врзнив буквално се темели едно 60-70% од пресудата. Зборувам за она со 211 години казна затвор. Пресуда темелена на таков сведок е светски срам, светски судски срам, монструозност буквална. А зошто судијата кој што донел таа пресуда е награден со избор во Уставен суд, не треба премногу да се објаснува. Тоа е само уште една верификација за целиот овој процес. Како што кажа, времето ќе си ги извади на површина сите околности, факти и се надевам што поголем дел од вистината. Уште на прашање, а власта на Заев преку судството и обвинителството успеа настанот крвавиот четврток кај Смоковското езеро да го замени со настанот за 27 април и да го верглаат како крвав настан. Како им успеа сето тоа? Видете, насилство се случи на 27. Неконтролирано, избувна, што од провокатори, што од предизвикани моменти во психологијата на толпата, и тоа треба да биде казнето. Меѓутоа, силината со која што пропагандата удри по тој настан, а тоа е контролираните медиуми во Македонија, од устата на новинарите не се симна крвавиот четврток. Имаме ние и други крвави денови во неделите, меѓутоа тие не се споменуваат. Буквално беше тоа беше напорот на целокупната пропагандна машинерија што повеќе да го оцрни, што повеќе да го поддржи, вклучувајќи ги тука и НГО-ата за кои зборевме на почетокот. Имаше предвидувања на затворски казни, ние додека бевме на судење, нас ни ја кажаа веќе пресудата дека по 8 години ќе лапаме Богдан и јас, кој ќе биде ослободен, кој ќе биде условно казнет и така натаму. Бидејќи имаше во процесот и луѓе за кои што однапред имаат за цел да ги ослободат, за после пресудите за нас да бидат демекеве верификувани. Овие се кривите, овие другите не се, ние сме кредибилни и релевантни. Така што секоја оцена од страна на тие што нелегално го освоија собранието со недоволен број на гласови и избра председател и владеат врз основа на тој момент се неодржливи, правнички се неодржливи. Господа, ни причини задоволство и ова ваше учество во Македонски корени, со желба за се најубаво до вас, како и желба за повторно ваше учество во Македонски корени. Пријатен викенд, до слушање и секако довидување. Благодарност тебе. Благодариме. И уште еднаш да искористам прилика до сите луѓе кои што се наоѓаат во Македонија, ја гледаат вашата емисија на 29 мај, сите заедно во уште поголем број во однос на 25 април, да излеземе на улица и да се бориме за правдата и вистината, затоа што таа борба е секогаш вредна, секогаш честна и исправна, и затоа што неправедно осудените наши собраќа по затворите тоа го заслужуваат и Македонија тоа го заслужува. Веруваме ќе биде така. Македонија вечна. Поздрав и се слушаме. Поздрав, Пријатно.